Почитувани, поминаа повеќе од 10 дена од трагичната несреќа на автопатот Скопје-Тетово, каде животот трагично го загубија 15 млади гостиварчани. Деновите поминуваат, но трагедијата од Ласкарци во која загинаа 15 лица не може да се заборави. Тој ден сите ние бевме сведоци на нефункционалност на сите надлежни институции кои што треба да се справат со итни и кризни состојби и катастрофи. Го повикуваме премиерот Заев, директорот на Центарот за управување со кризи, како и министерот за здравство да одговорат на следните прашања. Прво, зошто не се активираше планот за постапување при итни и кризни состојби и катастрофи? Второ, зошто не беше формиран кризен штаб кој што ќе се справува со настанатата катастрофа и ќе даде вистинска помош на повредените? Зошто околу местото на несреќата не се обезбеди периметар, од кој што само професионалци ќе имаат пристап до местото на несреќата? Зошто на местото на несреќата не беа обезбедени соодветни медицински тимови, составени од стручни медицински лица, кои што ќе даваат прва помош на повредените и ќе извршат вистинска триажа на секој повреден за да биде упатен во соодветна здравствена установа? Кој и зошто одлучи повеќето од повредените или вкупно 35 да бидат однесени во градската општа болница 8 септември? Со каков медицински потенцијал располага градската општа болница 8 септември? Колку има специјалисти травматолози? Колку специјалисти неврохирурзи и колку торакални хирурзи? Зошто побрзавте да се пофалите дека приватните болници помогнале во катастрофата, кога ниту еден пациент не беше хоспитализиран во приватна болница? Дали вечерта беа вклучени сите кадровски потенцијали на здравствениот систем и зошто не беа повикани специјалисти од другите болници да помогнат? Дали беше одржан европскиот стандард за еден повреден да има 4 медицински работници? Зошто не отворивте посебна линија, кол центар, каде роднините ќе можат да добијат информации каде се нивните најблиски? Почитувани, на денот на несреќата, Центарот за управување со кризи покажа целосна неспособност да ја менаџерира катастрофата. Лекарите и медицинските работници направија максимум во рамките на можностите да дадат помош на повредените, но неорганизираноста во Министерството за здравство, неорганизираноста во Центарот за управување со кризи, како и лошата координација на сите институции го сторија своето. Ги повикуваме премиерот Заев, министерот за здравство, директорот на Центарот за управување со кризи, како да поднесат одговорност и да поднесат неотповикливи оставки. Ви благодарам на вниманието.